Вторник, 4 февруари, кратки вести во 12 часот. Езерскиот водостој веќе подолг период е низок и далеко од просекот, па тоа може да се искористи за нешто корисно и да се отстранат големите бетонски парчиња во езерото, што се лоша слика за Охриѓани и гостите. На потегот од градското пристаниште па се до Азија во езерото може да се забележат делови од кејот, од бетонските клупи, бекатонски плочки и многу други предмети на кои не име таму местото. Истите се на само метар или два од кејот, а во езерото завршиле или поради временските прилики и неприлики или поради делата на неодговорни поединци меѓу нас кои со години ги фрлаат во езерото. Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи е дел од проектот за популаризација на воената професија. Представници од Министерството за одбрана и Воената академија заедно со професионални војници, подофицери и офицери од армијата ги информираа средношколците за можностите кои ги нуди воената професија. Министерството за одбрана информира дека наскоро ќе објави оглас за прием на 300 професионални војници на кои ќе може да се пријават сите млади македонски граѓани. Бројни содржини се предвидени на годинашната традиционална манифестација Парличеви беседи, со што ќе се одбележи годишнината од смртта на Григор Прличев. Утре напладне е свеченоста посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев, поетот Андреј Аласади. Во четврток ќе биде положено цвеќе на спомен обележјата на поетот, како и традиционалната Прличева визита. Чествувањата ќе бидат заокружени со свечената приредба по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 6 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.